во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Основното јавно обвинителство Струга отвори 3 предмети за злоупотреби во здравствен дом Вевчани. Хотелите не добија помош од државата, започна да отпуштаат работени. Чартери од Измир до Охрид најавуваат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Граѓанска наука, нов едукативен проект на Национален парк Галичица. Значително намалување на цените на горивата. Ги погледнавме кратките најави, со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно со повремени и кратки сончеви периоди, ветровито и свежо со измерени максимални 12 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота умерено облачно и свежо време. Ке има услови за слаби локални врнежи од дожд. Во сабота на Пенинскиот и Балканскиот полуостров и на север од полуостровот врнежи од снег. Врнежи од снег се очекуваат и над Алпите и на крајниот исток од Европа. Во останатите делови од стариот континент стабилно со локална облачност и студено време. На Балканскиот полуостров во сабота умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и пад на температурите на северот полуостровот на Рицко-планинските делови и врнежи од снег. Максималните дневни температури на Балканот од 7 до 19 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота облачно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо, а во вечерните часови во северозападните, западните и југозападните делови од земјава пообилни врнежи од дожд и до 30 литри на метар квадратен. На 2500 метри врнежи од снег. Минималните температури од 3 до 10, максималните дневни температури утре во Македонија од 10 до 16 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота облачно време со пообилни врнежи од дожд, ветровито и свежо, локално се очекуваат и до 30 литри на метар квадратен. Минималната 8, дневната температура 13 степени. Во недела во Охрид облачно време со врнежи од дожд, но топло со температура до 13 степени, а во понеделник умерено облачно време со сончеви периоди. Попладно нестабилно со врнежи од дожд, минималната 4, дневната 10. Во вторник веќе студено утро со температура од минус 2 степени, а во текот на денот времето умерено облачно, ќе има сончеви периоди, а дневната температура ќе достигне само 4 степени Целзиусови. Данкат, ваш партнер, село Мислешево, Струга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Основното јавно обвинителство Струга оформи 3 предмети за злоупотреби во здравствениот дом Вевчани. Отворен е предмет за надрилекарство и за злоупотреба на службена должност на директорот и на Комисијата за селекција при вработување. Во текот на истражувањата за случајот во кој лице работело како лекар 4 години без диплома и лиценца, основното јавно обвинителство дошло до сознанија за нови злоупотреби за уште 2 докторки. Основното јавно обвинителство Струга оформи 3 предмети за злоупотреби во Вевчанскиот здравствен дом. Постапувајќи по поднесена кривична пријава, обвинителството оформи предмет против лажниот доктор за кривични дела, фалсификување, измама и надрилекарство. Пријавениот, иако не поседувал диплома, изготвил фалсификувано уверение за положени испити на Факултет за медицински науки и фалсификат уверение и лиценца од Лекарската комора. Документите ги употребил пријавувајќи се на оглас за работно место доктор во јавната здравствена установа Здравствен дом Вевчани и во 2018 година бил избран и вработен во здравствениот дом. Со лажните документи пријавениот ги довел во заблуда членовите на Комисијата за селекција при вработувањето дека ги исполнува условите предвидени во Законот за здравствена заштита. 4 години извршувал работни задачи доктор по медицина без соодветна стручна подготовка и се занимавал со лекување и давање медицинска помош. На овој начин го довел во ризик здравјето на пациентите, правејќи кривично дело за надрилекарство, велат од обвинителството. Оформен е предмет за злоупотреба на службена положба и овластување и за директорот на здравствениот дом Вевчани. За него има индиции дека од 2019 година имал сознание дека лицето кое се представувало како доктор не поседува лиценца од Лекарската комора, затоа бил писмено известен со допис од Лекарската комора. Сепак и покрај ваквите сознанија, тој на пријавениот му овозможил да продолжи да извршува лекарска дејност во здравствениот дом во Вевчани до втората половина на 2020 година. Основното јавно обвинителство Струга дошло до сознание дека на оглас за вработување во 2019 година во јавната здравствена установа Здравствен дом Вевчани се пријавиле и 2 кандидатки кои не поседувале лиценци во тоа време. И покрај тоа, Комисијата за селекција при вработување констатирала дека тие ги исполнуваат законските услови. Со оглед на тоа што без лиценци тие не можеле да бидат вработени како лекари во здравствена установа, со нив бил склучен договор и биле примени како приправници. Откако неколку месеци подоцна ги обезбедиле лиценците без да биде распишен нов оглас, двете кандидатки склучиле договори за вработување со јавната здравствена установа. Имајќи ги предвид ваквите сознанија, основното јавно обвинителство Струга испитува наводи за кривични дела, злоупотреба на службена положба и овластување, несовесно работење во службата за директорот на јавната здравствена установа Здравствен дом Вевчани, како и за 3 членови на Комисијата за селекција при вработување. Половина од хотелските капацитети на Охридско-Струшкото крајбрежје ставија клуч на врата. Хотелскиот сектор не доби помош од државата. Одговорот од владата е дека барањето за финансиска поддршка од ХОТАМ поради енергетската криза и превисоките сметки за електрична енергија, кои е невозможно да се сервисираат, се разгледува. Поголемиот дел од вработените во хотелскиот сектор се на 70% плата, дел се испуштаат, бидејќи има хотели кои не се во состојба ниту да поделат плата и покрај тоа што затвориле. Хотелскиот сектор не доби помош од државата. Одговорот од владата е дека барањето за финансиска поддршка на ХОТАМ поради енергетската криза и превисоките сметки за електрична енергија кои е невозможно да се сервисираат, се разгледува. Рече се половина од хотелите на Охридско-Струшкото крајбрежје ставија клуч на врата. Некои нема да отворат ниту за новогодишните празници, особено поголемите хотелски капацитети кои не можат да ги продадат собите бидејќи годинава е намален интересот за дочек на новогодишните празници. Значи, одговорите ни се секогаш таму дека се разгледува нештото, дека ќе добиеме некаков одговор, но позитивен одговор до сега не сме добиле. Се надеваме дека нели во за брзо време би
можело нешто барем да се реализира од ова, затоа што овој сектор е веќе трета година во криза и оваа година, како што спомнавме минатите месеци, не многу од хотелите ќе покажат позитивни бројки на крајот на годината. Поголемиот дел од вработените во хотелскиот сектор се на 70% плата. Дел се испуштаат бидејќи има хотели кои не се во состојба ниту да поделат плата и покрај тоа што затвориле. Ако нема помош, тешко ќе биде све, нели? Нема да биде едноставно. Ќе има некои испуштања, некои ќе се задржат како вработени, пошто стварно немам други вработени. Тие се. Не знам, не можам да одговорам, че секој за себе треба да си по тоа што слушам нели од колеги дека некои нели да ќе ги пуштат на 70% вработените, но ако немате приходи и тие 70% се многу. Значи мислам дека тука се чека до последен момент кога ќе се види дека некој се дава и тогаш му се подава рака за да го извадиме да не се удари. Хотелите на брегот на Охридското езеро не се конкурентни на колегите од регионот поради превисоките сметки за струја. Цените им се повисоки во однос на регионот и од таа причина не може да привлечат гости. Зголемена динамика на чартери од Измир за Охрид и Скопје, како и зголемен број на кружни патувања на турски туристи од измирскиот дел на Турција, најавуваат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот традиционално присутна на сајмот за туризам во Измир, Турција. Сајмската манифестација се одржува од 8 до 10 декември во организација на Сдруженијето на турски туристички агенции под покровителство на Министерството за култура и туризам на Република Турција. Туристичката понуда која е спојна историско-културните релации помеѓу Македонија и Турција е промовирана од инкаминг агенциите DMC Balkans и PCS Tour, исто полнето со присуството на Радика Ресорт. Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Љупчо Јаневски ги најави потврдените чартери за 2023 година од Измир за Скопје со зголемена динамика и пакет аранжмани од 3, 5 и 7 дена во Македонија, како и зголемен број на кружни патувања на турски туристи од измирскиот дел на Турција. Започнати се разговори за чартери од Измир за Охрид во текот на сезоната 2023 со два туроператори од Турција, еднаш до 2 пати неделно во високата сезона. Потврдени се повеќе кружни тури и континуирана динамика на патување од турските оператори, кои нашата дестинација ја оценуваат како многу атрактивна и интересот за 2023 година е уште повеќе зголемен, вели Јаневски. Македонските туристички потенцијали се промовираат со најновата виртуелна технологија која автентично ги представува дестинациите и туристичките атракции пред се за активните форми на туристичка понуда. Следејќи ги статистиките, забележан е раст од 70% на бројот на туристи, зголемување на остварените ноќевања за 65% од туристичкиот пазар Турција за период од јануари до септември годинава, споредено со истиот период од 2021. Учеството на турските туристи од вкупниот број туристи во Македонија изнесува 12% за период од јануари-септември оваа година. Агенцијата за туризам договори неколку информативни патувања на влијателни инфлуенсери од Измир за првата половина од 2023 година на дополнити со фокусирана Google кампања за Истанбул и Измирскиот регион. Националниот парк Галичица започнува со својата најнова интерактивна програма Граѓанска наука. Заинтересираните граѓани кои често ја посетуваат Галичица, од овој месец ќе имаат можност доброволно да се вклучат и да придонесат во збогатување на податоците, да помагаат во спроведување на научни истражувања, за што претходно ќе добијат обуки и насоки од вработените во паркот. Граѓанска наука е најновата активност во организација на Националниот парк Галичица. Влюбеници во природата, луѓе кои често ја посетуваат Галичица, уживаат во нејзините убавини, во наредниот период ќе имаат можност доброволно да се вклучат и да придонесат за збогатување на податоците и да помагаат во спроведување на научни истражувања при Националниот парк. Секој кој што ќе биде вклучен во оваа активност, негова задача е додека едноставно ужива во природата која ни ја нуди Галичица,
да фотографира, да сними одреден растителен и животински вид кој што ќе ни биде зададен од вработените на паркот, да достави фотографија, кратка снимка. Граѓанска наука веќе започна месецов, а заинтересираните граѓани може да се пријават на официјалниот мејл на установата. Пријавените кандидати ќе бидат интервјуирани преку низа прашалници, а потоа низ селекција ќе биде издвоен одреден број волонтери кои ефективно ќе се приклучат кон иницијативата. Кон ова иницијатива може да се приклучим секој кој што сака да придонесе кон работата на паркот. Не е потребно никакво претходно искуство. Токму затоа и ќе следат низ обуки каде што ќе ги запознаеме всушност волонтерите со каква активност ќе се занимаваат. Потоа ќе следат теренски активности каде што ќе бидат обучени за кои растителни и животински видови треба да ги евидентираат. Активностите се преземаат во рамки на проектот Натура 2000, што ќе допринесат до полесно забележување на сите промени во однос на растителниот и животинскиот свет на Галичица, а со тоа и до подобро управување со паркот. Вработените во паркот нудат позитивна енергија и дружба и ги покануваат сите заинтересирани да се пријават. По повод одбележувањето на Меѓународниот ден за борба против корупцијата 9 декември, на Факултетот за туризам и угостителство Охрид се одржа едукативна работилница на тема јакнењето на интегритетот, клучен фактор во борбата против корупцијата. На работилницата учествуваа повеќе од 50 студенти од сите студиски години на насоката царина и шпедиција. Студентите ја покажаа својата креативност на темата и ги пренесоа собствените идеи и пораки преку подготовка на презентации и постери. Корупцијата е широко навлезена во голем број сектори и голем број професии се перцепирани како високо корумпирани. Она што загрижува е фактот што од 2001 година до 2021 забележано е континуирано зголемување на перцепцијата за корумпираноста на судиите, јавните обвинители и царинските службеници. Јакнењето на интегритетот како позитивна лична и општествена вредност представува пат до успех во борбата против корупцијата, истакна професор доктор Даниела Милошовска, раководител на насоката царина и шпедиција на ФТУ Охрид. Деканката на ФТУ, професор доктор Снежана Дичевска, укажа дека студентите на ФТУ покрај формалното образование кое се реализира преку наставно-образовниот процес предвиден со наставните програми, имаат можност да бидат вклучени во процесот на неформално образование со цел да ги надополнат и доизградат знаењата кои ги стекнале и да се запознаат со новините во нивните струки. Волшебна елка е насловот на уште една хуманитарна акција што Црвен крст Охрид ќе ја намени за децата од социјално загрозените семејства. Во соработка со Camp Village во просторот на овој центар, волонтерите на Црвен крст Охрид ќе накитат голема новогодишна елка на која покрај обичните украси и лампиони ќе бидат поставени и волшебни лампиони во кои ќе се напишани скромните новогодишни желби на децата од социјално загрозените семејства од Охрид и Дебарца. Секој хуман сограѓанин, фирма, институција ќе има можност да избере еден или повеќе волшебни лампиони од новогодишната елка со цел да ја исполни новогодишната желба напишана во него. Акцијата трае од 10 до 22 декември, а децата своите новогодишни подароци ќе ги добијат на предновогодишна забава организирана на 24 декември околу волшебната елка. По подолг период, по значајно намалување на цените на горивата. Со одлука на Регулаторната комисија за енергетика од вечерова пополнок ќе се намалат цените на нафтените деривати. Дизел горивото ќе поевтини за 5 денари за литар, бензинот од 98 октани за 4 денари, за 3,5 денари по литар ќе се намали цената на бензинот од 95 октани. Нафтата за домаќинствата ќе поевтини за 4,5 денари за литар, а цената кај мазутот за 2,1 денари за килограм. Новите цени на горивата се следни. Моторен бензин Евросупер БС95 ќе се точи за 77,5 денари за литар, Евросупер од БС98 ќе чини 79,5 денари за литар, Евродизел од 79,5 денари за литар. Новата цена на маслото за горење екстра лесно е 77 денари за литар, додека мазутот ќе се продава по 40,05 денари за килограм.
А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Председателот на Србија Александар Вучич соопшти дека во текот на изминатата ноќ и зутрината се сретнал со министерот за одбрана Милош Вучевиќ и началникот на генерал-штабот на српските вооружени сили Милан Мосилковиќ во врска со ситуацијата на Косово. Тој на неговиот профил на Инстаграм напиша нема предавање. Предходно, директорот на владината Канцеларија за Косово и Метохија Петар Петковиќ изјави дека по упадот на стотици припадници на косовската полиција во северниот дел на Косовска Митровица, Белград ја разгледува можноста да испрати 1000 припадници на безбедносните сили на Косово и Метохија во согласност со резолуцијата 1244 од Советот за безбедност на Обединетите нации. Пожар рано утрово зафати еден од најголемите трговски центри во близина на Москва, соопштија локалните служби за итни случаи. Дел од структурата на центарот се урнал, што им отежнало на пожарникарите да го изгаснат пожарот. Трговскиот центар Мега се наоѓа во Химки, а пожарот се проширил на површина од 7000 квадратни метри. Експлозии се гледаат и на видеа кои почнаа да се шират на социјалните мрежи, а за сега нема извештаи за жртви. Во првиот извештај на официјална новинска агенција се наведува дека се случила експлозија во хипермаркетот Оби во трговскиот центар Мега Химки, пошто следел колапс. Истиот извор се повикува на тврдењата на итната помош, според кој изворот на пожарот накратко е краток спој. Од друга страна, Државната агенција РИА пишува дека пожарот бил подметнат. Мега Химки е еден од најголемите трговски центри во Европа со 200 продавници за малопродажба, вклучувајќи го и Оби, еден од главните закупци. Пред инвазијата на Украина и повлекувањето на бројни компании од Русија беше дом на голем број западни трговски синџири, вклучително и една од првите продавници на Икеа во таа земја. Околу 120.000 домакинства во Париз останаа без струја поради дефект на електричен трансформатор на електродистрибутерот Енедис. Портпаролката на компанијата Енедис изјави дека дефектен трансформатор предизвикал прекен во преносот на електрична енергија. Дефектот не е поврзан со најавената вежба за намалување на оптоварување со електрична енергија, што денеска ќе ја спроведат Енедис и РТЕ за да се подготват за можни контролирани прекини на струја поради недостиг на пазарот. Француските министри претходно предупредија на можни прекини на електрична енергија доколку дојде до недостиг на електрична енергија на пазарот, кој, како што рекоа, нема да трае подолго од 2 часа и ќе биде однапред објавен. Јапонија ќе работи со Велика Британија и Италија на проект за нова генерација борбени авиони, изјавија трите земји, а Токио се обидува да ја зајакне својата одбранбена стратегија со сложено геополитичко опкружување. Токио, Лондон и Рим ќе започнат амбициозен проект за развој на борбени авиони од нова генерација. Прототипот се очекува до 2035 година како дел од глобалната програма за борбено воздухопловство. Се наведува во заедничката изјава на владите на трите земји. Многу детали за проектот се уште не се познати, вклучително и тоа колку ќе чини, изјави представник на Јапонското министерство за одбрана, кој прецизираше дека производството треба да започне околу 2030 или 31 година за да може да биде изграден прототип до 35-та година. Во центарот на проектот треба да бидат јапонската Mitsubishi Heavy Industries, британската BAE Systems и италијанската Leonardo, покажуваат податоците на јапонскиот економски весник Nikkei. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Довидување.